колеги, ова зад мене е фирмата Славија. Таа е жив споменик на криминалот во приватизацијата на Бранко Црвенковски на Социјалдемократскиот сојуз. Оваа фирма некогаш вработуваше 1450 луѓе, поседуваше над 200 продавници, хотели, недвижен имот. Сето тоа пропадна, го снема и се украде преку ноќ. Вработените во оваа фирма престанаа да добиваат плати во јуни 1993 година. Цели 39 месеци луѓето одеа на работа, а не добиваа плати. Се до 10 септември 1996 година, кога оваа фирма гигант отиде во стечај. За време на целата оваа голгота, 1450 семејства кои се прехрануваа со оваа фирма останаа на улица, а тогаш премиер беше Бранко Црвенковски, министер беше Јане Милјовски, таки фити, а Социјалдемократскиот сојуз беше на власт. Бранко Црвенковски лично на својата совест носи 1450 семејства кои што страдаа поради криминалот за време на приватизацијата која тој и неговите соработници ја спроведуваа. Денес, додека Бранко ужива во својата висока државна пензија и други обвинува за неговата приватизација, на совест ги носи овие луѓе кои брутално беа избркани на улиците и оставени без никаква екзистенција. Владата на СДСМ, овие 1450 семејства од Славија им остана должна 573 милиони денари за плати за 39 месеци и неисплатени придонеси за 32 месеци во износ од 50 милиони денари. Оваа пропадната фирма не е измислена, таа е тука позади мене и сведочи за криминалната приватизација на Бранко Црвенковски на Социјалдемократскиот сојуз. И после се сакаат да заборавиме на ова. Дали ќе заборавиме, зависи од нас, но ако Социјалдемократскиот сојуз заборава, Македонија сигурно нема да заборави.